Прашањето на тематските иновации во Курбиново е поставено со откривањето на споменикот и истражувањата на новите иконографски форми внесени во споменикот се поставуваат како прашање на тоа дали се тие првпат поникнати во средината на Преспа или нивната генеза влече во тогавашните културни центри пред се на византиската престолнина Цариград. Тие тематски иновации се среќаваат како во евхаристичниот циклус на олтарскиот простор, така и во циклусот на Христовите страдања и западниот зид на црквата. Сигурно е дека не може да станува збор дека новите иконографски формули навоѓаат прв пат свое место во споменик во регионот на Преспа и дека нивната подготовка се подразбира во богословските кругови на Цариград. Меѓу средината на 11-тиот век и средината на 12-тиот век се водат ожесточени полемики во престолничното општество околу прашањата кои што навоѓаат своја примена во фрескосликарството на Курбиново. Затоа и е сосема разбирливо дека нам не достигаат спомениците кои што ја извршиле подготовката за појавата на одредени сцени во овој споменик. Меѓутоа, истото прашање е централно прашање и за валоризација на курбиновскиот живопис. Именно, погледите на историчарите на уметноста дека во овој споменик наидуваме на едно ретардирано, познокомнинско, провинциско сликарство од една страна и од друга страна мислењата на многу истакнати истражувачи дека е тоа врвен, суптилен, извонредно квалитетен живопис дотогаш непознат во византиската уметност од крајот на 12-тиот век, ја поставуваат и дилемата околу вредностите на фрескоживописот. Независно од тоа како ќе се пријде кон прашањето на вреднување, ние можеме слободно да кажеме дека централниот главен мајстор на сликарството, мајсторот кој што доминира пред се во олтарскиот простор и во деловите на наосот, е еден од најголемите творци на византискиот 12 век и еден од најголемите мајстори во византиската уметничка историја. Може би тој не бил формиран во византиска престолнина, во некој голем културен центар, но неговата лична вредност на голем уметник била доволно експонирана дури и во зидовите на една малу позната, како што често се кажува, и селска црква. Во Курбиново е откриена и најстарата представа на Христос како дете положено врз честната трпеза во дното на олтарот, меѓу вселенските отци што му се поклонуваат. Прв пат во историјата на уметноста на југоисточна Европа, црковните високодостојници во Курбиново ја напуштаат својата фронталност, а се сликаат во полупрофил и се поклонуваат на детето жртвено јагне, што го славеше црковната поезија. Меѓу композициите што не можеме да ги одгатнеме и покрај тоа што е во прашање споменик со антологиска вредност за уметноста од 12-тиот век, спаѓа и кругот на Христовото вознесение насликано врз источниот зид на храмот. Именно во овој круг околу Христос, без каква идеја аналогија со други композиции од средновековниот живопис, е насликана разбранета вода со риби, маски на човечки глави во профил, едно волшебно животно со опашка на змија. Оваа богословски мощно сложена тема во старата и во поновата уметност не била повторена и илустрирана во сличен вид. Меѓу овие необични теми спаѓа и славењето на Бога на западниот зид од храмот. Овде Христос е представен како старец на престол, а околу него се главните ангелски сили, херувими, серафими и ангели што му се поклонуваат и го слават. Сличен мотив, се уште необјаснет, се наоѓа само во Палермо на Сицилија, речиси од истото време.
Во олтарот меѓу фигурите на најистакнатите црковни отци се наоѓа и ликот на Свети Ахилии и тоа се чини необично. Меѓутоа, на Преспанското езеро се наоѓаше второто жариште од култот на овој епископ на Лариса, учесник на првиот екуменски собор од 325 година во Никеја. Подоцна, во 986 година, кога цар Самуил ја зазел Лариса, тој ги пренесол неговите коски во својата престолнина, на Преспа, на еден остров кој оттогаш ќе го добие името Ахил. Нему цар Самуил му ја посвети својата монументална катедрална црква, подигната на овој остров. Затоа ликовите на овој Самуилов патрон се среќаваат почесто во црквите подигнати крај бреговите на југозападните македонски езера, па и во светилиштето на црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Мајсторите на овој живопис не беа цариградски или солунски зографи, дојдени во Преспа да декорираат една властелинска црква и потоа да се вратат во ликовните метрополи на царството. Дека тие биле со многу нишки сврзани за градовите на Македонија, покажува присуството на други нивни дела или одзиви на нивното создавање кон крајот на 12 век и подоцна. Тие се автори на поголем дел од живописот во црквата Свети Кузман и Дамјан во Костур. Нивната појава во овој на Преспа соседен град беше толку природна, кога се познати културно-историските и црковните врски меѓу Охрид, Костур, Девол и Преспа. Десетина години по завршувањето на Курбиновската декорација, еден мајстор со слични сваќања, можеби нивни ученик, ги наслика фреските во олтарот на црквата Свети Никола во Прилеп, а подоцна стилот на оваа работилница ке се почувствува и во дел од фреските на Мариовската црква Свети Никола во селото Манастир, украсена во 1271 година. Графицизмот и стилизацијата на облиците во Курбиново доведени се до крајни консеквенции. Деформирањето на ликовите ги следи истите појави. Точно тие му даваат обележје на овој споменик и на времето од крајот на 12 век. Но тоа значеше во византиската уметност и воопшто во уметноста на југоисточна Европа и посебно во Македонија, дека нови патишта во истражување на овие формални насоки не може да постојат. Затоа, завршувајќи едно поглавје од историјата на уметноста на овој простор со Курбиново, ќе настапи вакуумот кој што ќе доведе до најава на нов монументален стил, стилот од 13 век. Во расчекор меѓу спомениците со кои што се завршува Курбиново и оние што ќе наидат во 13 век, отпочнува епохата на монументалниот стил на новото време. Курбиновскиот мајстор им вдахнува на своите ликови нов живот со сплет на обсесивен цртеж и невообичаени колористички односи, што со многу храброст тој прв пат ги воспоставувал. Маѓијата на една визија на светот, соопштена со пламен на необична авторска табла и по 800 години молчење излегува од питомиот брег на архаичната преспанска околина. Со долгото ликовно паметење, таа донесува уметничка возбуда и ја бара нашата праведна оценка за вредноста и местото што му припаѓа меѓу големите мајстори декоратери и меѓу фреските на класичниот среден век.